До 11 часот излезноста на граѓаните на денешниот референдум изнесува 8,03%, соопшти Државната изборна комисија. Право на глас имаат 1.806.336 гласачи запишани во избирачкиот список, а референдумот се спроведува на 3.480 избирачки места во 80 општини во земјата. Висока излезност имаме во центар 13,31%, потоа во Крива Паланка 13,08%, во Карпош 12,51% и така натаму. Додека помеѓу најниските би ги спомнала Могила 3,16% и Пласница 3,30%. Од Државната изборна комисија, која на секои 2 часа информира за одзивот на гласање, соопштуваат дека во најголем дел од државата избирачките места се отворени навреме и дека гласањето се одвива непречено. Инаку, доколку на гласачот му биде нарушено избирачкото право, во тој случај тој тоа може да го пријави токму до Државната изборна комисија, до наблюдувачите и до институциите и организациите кои што го наблюдуваат спроведувањето на референдумот. Оние кои ќе излезат на гласање треба да се изјаснат на прашањето дали сте за членство во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Македонија и Грција. Наша екипа го посети избирачкото место 2852 во општина Центар. Гласањето започнало навреме, односно во 7 часот, а дел од гласачите кои ги затекнавме таму велат дека се одвива во најдобар ред. До сега барем е све окей, нема гужва, нема ништо, затоа доаѓам стално рано. Парламентарни кога има и сега за референдумот, исто е раздвижено си има. За сега мирна и се надевам и сакам да продолжи така да биде до крај. Првиот човек на мисијата на ОПСЕ-ОДИХР, Јан Петерсен, кој посети едно од избирачките места, изјави дека мисијата има околу 100 тимови од по 20 наблюдувачи распоредени на гласачки места низ државата и токму тие ќе информираат за гласањето на референдумот. We are just observing. We are not interfering in any way. We are not giving running commentaries, which means that you will not have any assessments from our side before our press conference tomorrow. Инаку гласачките места се затвораат во 19 часот. До Државната изборна комисија досега пристигнале 7 приговори за заштита на избирачкото право, од кои 3 се одбиени, а 4 се уште во обработка.